Устав на Република на Македонија, слобода на движење на луѓе, на пратеници, на граѓани, ќе си ги изчитате точките, слобода на говор, на мисла. Што сум донел одредба? Текне да ме заклучиш горе. Дајте, дајте. Место да се срамиш денеска на темава да зборуваш, срамота е, председателе. Срамота е што го правите. И тоа дали ние добиваме од некаде наредби, дворци, палати, тоа не е ваша работа. Ја не наредив да се заклучат вратите, вие наредивте да се заклучат пратениците. Само покажува вашата немоќ и вашата нервоза во однос на грешките кои што ги правите. Ма вака како што се познати, ќе продолжите и ќе правите уште поголеми грешки. Знаете зошто? Затоа што вие тука ве толерираат. Тука е грешката. Тука е грешката. Затоа што сите тие ве толерираат и не го читате деловникот и го интерпретирате од ситуација до ситуација различно. Затоа ќе се наоѓаме во вакви ситуации. Инаку праксите што ги воведовте во овие 4-5 години водење на овој парламентарен законодавен дом, па после нема има проблем никој со водење на седници и опозицијава да стави ред. Само вашите пракси да ги земе. Една бела книга и само тоа. Обрат, прочитајте на страна 5 што прават Талат Џафери, аплодирале пратениците од власт. Прочитајте на страна 10 како се однесувал во таа ситуација ваш председател на собрание. Деловник е ова. Ова се пишува и на ова разговараме ако сакаме да го почитуваме сите. А да го интерпретирате како што сакате, немате право. Нема оправдание за тоа што вчера го направивте. Да бевме во обратна ситуација, знаеш што ќе правеа некои пратеници тука вчера? Драми, телевизии ќе имаше, ќе лежеа под земји, заклучени во несвест. Па тоа е тоа. Јас сакав, вместо вие сите да се прашате кој век сме ние да ги заклучуваме пратениците во 20... Мартин, ако сакате, таму на Централен ќе се покажеш на премиерот, на председателот на СДС. Па гледам најгласи. На Централен. Овде е пленарен дом, процедурално, јас и председателот на Собранието се разбереме. Благодарам.